Време е за бушавата азбука. Лавовите рикаат, птиците црцорат, а забите крекаат. Ми се пие вода. Многу сум зеден. Зити мајка. Постоја да заби кои крекаат туку, жаби. И не може да се биде зеден туку Жеден. И не зити мајка туку. Жити мајка. Ж. Жаба. Орел со расширени крилја. Жаба. Свадбар игра Оро, а не знае дека супата е сервирана и оладена. Желка. Страшна зверка од вселената. Бубачка со 6 нозе. Палаво и разиграно дете. Жити мајка. Ж. 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 Живот и здравје и добра мисла кога да има у човека, не му треба многу стока. Oh, yeah.
Ж. Железничар. Железар. Живописец. Жонглер. Животописец. Жетвар. Журналист. Жалибоже. Предниот дел од јазикот кренете го кон тврдото непце, а врвот свиткајте го по долните заби. Страните од јазикот нека ги притиснат горните катници, а гласилките нека треперат. Ж. Ж. Желудник. Жито. Ж. Жаба. Жулчевски. Ж. Жолчевски. Ж. Жалчевски. Ж. Жилчевски. Ж. Желковски. Ж. Желчевски. Ж. Жалковски. Ж. З. Забуна. Л. Љубов. Дз. Дзид. Х. Хеликоптер. Ж. Жаба.
Ж. 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 Ова е жалфија. Ја собрав на една гола карпеста падина на Бистра. Да, со него бев. Љубов, ах, љубов моја ти. Жалфиите се толку убави и мирисни, што пчелите се просто луди по нив. Медот од жалфија е најубавиот мед. Од жалфијата може да се направи и чај. Само јас жалфијата не ја употребувам за ништо. Јас ја сакам поради неа самата. Цвеќето е цвеќе поради тоа што е цвеќе, а не поради тоа што за нешто се употребува. Па така ли или не е така? Ето, например, јас сум влюбена, па љубовта не ја употребувам. Ја сакам поради неа самата. Може би ова и не е многу јасно, ама не е важно, мене ми е јасно, јас си го разбирам. Море, разбирате и вие, само се правите на 3,5. Така ли или не е така? Ж. Ж. Железото и дрво и канен сечит, ама и него рđата го јадит. Една од компонентите на мојата едукација беше и студиот по журналистика. Тоа на мојата строго фундирана интелектуалност и дава известна доза на жовијалност која не се женира. Мислам, ан женерал. Жити мајка. Нешто нејасно? Која мајка беше тебе што те роди, тебе што те роди, толку паметен. Мајка ми се викаше Тренда. Од кај си родом? Не е важно. Село Зелје, задна пошта Оксфорд. Задна пошта Пилиштарци? Е, така де, задна пошта Пилиштарци, општина Оксфорд. Ж. Жаба. Група Ж. Кажи, кажи, либе стана.
Kaži, kaži, liebe stano, što si da li ljubav nemaš stanu ili pari Железница. Железница. Жена. Жена. Маж. Маж. Желка. Желка. Жаба. Жаба. Кожа. Кожа. Плажа. Плажа. Нож. Нож. Железничарот Живко и жена му Живка се сончаат на плажа. Железничарот Живко и жена му Живка се сончаат на плажа. Уживаат. Уживаат. Кожата им поцрнела. Кожата им поцрнела. Ж. Желка. Желката е влекач. Еве гледате, има цврст оклоп, што е сраснат со рбетот и со ребрата. Да, нема заби. Во Македонија има два вида сувоземни и два вида водни желки. Сувоземните јадат само растенија, а водните се месојади.
желката се движи бавно и несмасно. И ако случајно се преврти, лесно може некоја птица грабливка да ја лапне. За мене секако вела дека сум крвожеден, па да ви раскажам што ми се случи. Пред некој ден се шетам долу кај Росова и што да ти видам. Слушнале желките дека доаѓа, си рекле ќе се умира, што ќе се умира, туку да се предадеме, може би ќе се смилува. И се превртеле сите награб и чекаат. А јас им велам, а бре будалетинки, не сум дошол јас од женем заради вас. Ајде, враќајте се сите. Нанузет! Тие би сакале да се вратат, ама не можат. И после 3 сати сум ги превртувал од грб на нозе. Толку многу ги имаше. Жал и радост, од кај му се раѓат на човека, уште никој не знае. Ж. Жаба. Ж е за житија. Тоа се средновековни книжевни дела во кои се раскажува за животот на познати личности. Значи, нешто како денешни биографии. Меѓу попознатите житија кај нас се панонските легенди кои најверојатно ги напишал Климент Охридски и во кои се раскажува животот на славните солунски браќа Кирил и Методи. Посебен вид житија се житијата на светци во кои има многу надприродни елементи. Таквите житија се викаат хагиографии. Попознати хагиографии на територијата на Македонија се локалните хагиографии за Прохор Пчински и Гаврил Лесноски. А ова е парче од житието на Свети Јоан Владимир. Денешниот Свети Јоан, на цароите најсветениот, таткој му беше село, се викаше Владимирон, зато и Свети Јоан се викна Владимирос. Отцој царски, татко му и мајка му христијани. Татко му се викаше Нееман, а мајка му Ана. Пресветен Филис од светен корен. Уште од малечок цвитлеше со харнини, со пос, со агрипни, со сиромаси помилувајна и беше сад чист и светен. Татко му и мајка му го женаа за ќерка му од царот Самоил. Најдете некоја убава песна. Напишете ја во писмо и испратете му ја на некој непознато другарче. Желудник, Романовце. Желјудица. Воденско, Егејска Македонија. Жаландрук. Западни говори. Желадник. Тајмиште. Желатак. Мидинци. Желутник. Костурско, Егејска Македонија. Желондрец. Еже, меже, тутум еже, кажам ти го, не го знаеш, што е, што е.
Ж. Жаба. Жарче, жестоко, да живееме! Довидување.